Оливер Спасовски нема да поведе постапка за разрешување на својот заменик Назим Буши. Тоа било работа на премиерот Димитар Ковачевски. Министерот не сакаше ниту да одговори дали ќе иницира одговорност за Буши на владина седница по објавата на големиот скандал и за овој случај топката ја префрли кај премиерот. Владата си има мандатар. Тој именува и разрешува министри и заменици министри. Јас не можам да го разрешам. Тоа може само премиерот. Немам ингеренции за такво нешто. Како што објави Оранјус, сместувањето на заменик министерот за само една ноќ чинело фантастични 20.000 евра во ексклузивен хотел. Буши веројатно бил воодушевен од раскошот на претседателскиот апартман, па решил да го сними луксузот во кој престојувал. Заменик министерот потврдува дека бил во Истанбул, но не верува дека сумата која тој не ја платил била толку висока. Бевме во Турција за интервенција на внукот во болницата Коч Хоспитал. Во хотелскиот апартман престојувавме повеќе лица. Бевме гости на двајца пријатели од Скопје и не знам кој ја платил сметката и колку чинел престојот, но сумата од 20.000 евра е претерана. Буши во Истанбул ноќевал во мега луксузниот хотел со 5 звезди парк Босфор. Она што е плюс проблематично во овој момент е што тој не го платил своето сместување во моменти кога Македонија е под лупа на Европската унија и САД токму за проблемот наречен корупција. Инаку заменик министерот за внатрешни работи се најде во центарот на друг скандал пред помалку од еден месец, кога медиумите објавија дека неговиот син неовластено возел автомобил со полициски флешери. На крајот од МВР соопшти дека не станувало збор за синот на Буши.